Да, навистина темата е за чекорење со Господ. И во тоа чекорење, за мене, знаете, христијанскиот живот за мене е патување, патешествие. Размислував вас пред некој ден и тоа е библиски потврдено. Дали знаете дека во Дела апостолски, во 9 глава, 22 стих, Павле тука зборува и кажува за христијаните, ги нарекува оние кои се на патот. Сушност, дали знаете кога прв пат христијаните биле наречени христијани? Во Антиохија, во црквата во Антиохија. Зошто биле наречени христијани? Затоа најверојатно ностоп зборувале за Христос и ги идентификувале како оние кои што се на патот, кои што го постави Исус. А Исус пак рече, јас сум патот. Така. Исто така и во Дела 22:4. Павле зборува дека ревносно ги прогонувал оние кои што се на патот. И така, јас и ти, каде се наоѓаме? Се наоѓаме на еден пат. Нашиот христијански живот представува патешествие. И по тој пат го имаме Светиот Дух како наш придружник, како наш асистент, како наш помошник и како наш Господ и како наш водач. И понекогаш го слушам Светиот Дух како ќе ми каже, се слушнале кога некој ќе му кажуваш нешто, ќе му објаснуваш и овој ќе му се досади ќе речи ај гледај си го патот. Често пати мене Светиот Дух ќе му каже така. Кога ќе застранам некаде и се занимавам со некои работи кои се неважни и ќе го слушам гласот на Светиот Дух кој што рече ај гледај си го патот, Николче, го знаеш патот. Во Галатите 5:16 баш зборува за тоа чекорење со Светиот Дух. И вика ќе чекорите по Духот и нема да ги исполнувате делата на телото. Јас многу чекорам, многу шетам. Кога немам часови, можете ме да видите наоколу како шетам. И баш се среќавам со синот на Сонја, се сретнав со Игњат. И му викам, многу голема веројатност постои да се сретнеме, затоа што јас ностоп шетам наоколу. Меѓутоа во тоа шетање сакам да сум заедно со Господ. Во тоа шетање сакам да разговарам со Светиот Дух. Така да за мене чекорењето на Господ, со Господ, е дозволување на Светиот Дух да ти ги стави своите мисли, своите размислувања, своите идеи. Не е секогаш така. Еднаш ме подсети Светиот Дух, тоест неодамна, знам дека одев пешки, како и секогаш на работа, беше многу убав ден, сонцето грееше, затоа што се смени времето или пред тоа беше, не знам. Значи сонцето грееше и потоа кој ќе уживав така. Убаво ми е. Потоа ќе се скрие сонцето позади некои згради или јас ќе бидам во сенка и најнаш друга атмосфера. Поладно е, потемно, потмурно. И потоа најнаш ќе почувствувам дека повторно сонцето ме грее, поубава атмосфера. И Светиот Дух ми кажа, ова е мојот однос меѓу тебе и мене. Понекогаш е свесен за мене и тогаш исто е како да си под изворот на силата, под изворот од енергијата која што доаѓа од Господ. Но потоа ќе залуташ во некои своји мисли и најнаш атмосферата се променува. Ова вие јасно се го доживееле? Најнаш некоја посурува средина, најнаш поладен зрак. Дури во Римјани 13:13 вика да чекориме како да сме во светлина, во дневна светлина. И така за мене чекорењето со Господ е свесност дека си постојано под светлината на Господ, под неговата топлина. Исто така чекорењето со Бог за мене представува прво слушање на неговиот глас, и тоа е нешто што треба да растеме, јас лично треба да растам. Послушност на тој глас кој ќе го слушнеш. Меѓутоа повеќе за мене чекорењето со Господ знаете што представува? Процес на континуирана обнова на умот. Чекориш со Господ, чекориш со Светиот Дух, и Светиот Дух јасно ми покажа неколку пати дека јас ностоп сум активен. Ностоп работам во тебе. Буричкам некаде. Ако сум јас некоја машина, ако сум јас не знам некоја кола, замислете си дека Светиот Дух како некој автомеханичар и ностоп нешто чепка, нешто ги поправа работите, помазно да оди со неговото улје, со неговото масло ги ускладува работите. Така често пати ние сме свесни, но често пати не сме свесни што све Светиот Дух направи во нас.
И така, ние сме по тој пат, по тој патешествие, а тоа значи континуирана обнова на умот, промена, усогласување со Божите стандарди и мерки. Се согласуваме со ова? Во Римјани 12.2 баш тоа го пишува. Вика, не се сообразувајте со овој свет, туку преобразувајте се преку обнова, преку промена на умот. Интересно е, овие два зборови, сообразување и преобразување, на стариот грчки, во Новиот Завет, се систематизо, тоа е сообразување, и метаморфозо, преобразување. Систематизо, тоа значи дека овој свет сакате стави во систем, така? Се слушале за некои бутоници кои што се против системот, против секаква уредба. Веќе не сакат да се сообразат со работите овој свет. Јас тоа често го гледам. Еве ќе кажам еден пример. Бев на родителски состанок, кои се втурнаа на клас на сите наставници затоа што нивните деца имаат лоши оценки. Вие сте лошо училиште, неубаво ги учите децата. И така ги посртав. И скоро 92% сите беат лути. Не сакаат да признаат дека можеби децата не научиле добро. Туку наставничката по биологија, таа е лоша, таа лошо ги... Или барав, имаше само 20 кои што не реагира, кои што не беа нервозни, ми разбирате? И така да овој свет сака да ве воведе во некој систем на размислување. Дали се слушнале, лоповска држава имаме, не чини државата. Или сите не мразат. И така овој свет, посебно околината кој што живееш, сака да те воведе во тој систем на размислување. И тоа ние сме повикани преку Светиот Дух кој е во нас да се преобразуваме, метаморфоза. И таа преобразба доаѓа преку слушање на Светиот Дух. Баш се смеев, гледав на CNN, едно девојче кажуваше нешто, се случило, пак имаше пукање во Америка, и целата беше возбудена, и кажуваше што се случува. И во денешно време модерните американчиња зборуваат со, дали се случило, со лайк. Јас како бегав, тој како не бркаше, и ние како се плашевме многу, и како... По тој истиот ден гледам едно девојче во мојот клас, истото го зборуваше. Кажува и само 100 пати го повтори тоа. Јас, а на англиски зборува. Лайк, јас како ова, јас како тоа. И потоа се смеев, јас и таа рече истото и татко ми го кажува. Затоа што сме под влијание на интернет, на телевизија, на сите медиуми, ние се сообразуваме, така ние почнуваме да зборуваме како другите. Ние почнуваме да личиме како другите. Меѓутоа ние сме повикани за промена на умот, за метаморфоза. Оти знаете, верата се и наети. Верата во нас пркоси. Се согласувате тоа? Се слушнале за хероите на верата? Тоест, дали сте прочитале во Евреи, која беше 11 глава? Кажува за хероите на верата. Јас ги нарекувам и наеджи, пркосници. Сара, например. Иако беше стара, имаше 90, скоро 100 години, се зајнаети и роди дете. Затоа што му поверува на Господ. А логиката и викаше, не, стара си, готово, утробата ти е распадната. Или други херои на верата. Аврам се зајнаети и му веруваше на Господ. Му рече, Господ, ке те направам, Господар, твоето семе ќе биде како звездите на небото, и тој поверува. И така јас му се водушевувам на луѓе во нашата црква кои што се и наеджи, пркосат на логиката, на мудроста до овој свет и решаваат да му веруваат на Господ. Така да вие бидете и наеджи малци. Во позитивна смисла. Чекорењето со Господ, значи е мисловен процес на обновување, на вера која пркоси се наети, исто така на согласување и несогласување. Ме разбирате? Се согласуваме со што? Со она што Господ го вели за нас, и не се согласуваме за некои изјави кои што знаеме дека не се од Господ. Инаку тешко нас, ако се согласуваме со се што не се кажува.
Тешко нас ако се согласуваме на телевизија која ќе не плашат. Мора да се вакцинирате. Ова ќе се случи, тоа ќе се случи. Разбирате? И така живееме во тој мисловен процес, во тоа чекорење со Господ и решаваме да се согласуваме со она што Господ го вика во Словото, се согласуваме со она што Господ знаеме дека веќе го направил и не се согласуваме со лоши прогнози и критики. Во 2 Коринтијани 10:5 Павле зборува за неговата апостолска улога. Вика, ние апостолите, која е нашата улога на апостолите? И вика, плениме секоја мисла која се воздига против познавањето на Господ и ја плениме, take capture, ја заробуваме за послушност кон Христос. Тоа е апостолската улога. Тоа беше улогата на Павле во тоа време. Тоа е улогата на апостолите во денешно време, кои што примаат работи од Божиот ум и ни ги кажуваат нас. И понекогаш нас ние, ова е премногу добро или премногу, не знам, не ми изгледа реално. Меѓутоа, можеме ние да го правиме тоа и самите за нас. Така јас сум си апостол и на мојот живот. Ми разбирате? Јас сум подложен сум на апостолството на Исус, кој што врховниот апостол на верата во нас. Подложен сум на апостолството на Зоран, кој што е во нашата црква. Подложен сум на апостолството на Павле преку неговото слово. Меѓутоа така исто така како господар на мојот живот, јас како апостол пленам секоја мисла која се воздига против Исус и на послушност на Исус во мојот живот. Ме разбирате? Кажа нешто интересно или менатиот пат рече дека тој е човек кој што многу размислува и многу анализира, така? Дали знаете јас каков човек бев порано? Правев анализа на луѓето. Ама во умот, знаете што е анализа? Синтеза е да здружуваш, а анализа е па јас ги разложував на делчиња луѓето вака. Ги сецкав. Затоа што бев многу фрустрирано дете, затоа што бев многу физички слаб. И секош ме тепа, има братучет кој што секош ме тепаше. На училиште се правев паметен, многу зборував и на училиште ме тепа. А нема физичка сила. Сега сум подобар. Ме ранат. И така во мене се разви тој силен мисловен процес и сите ги тепав, сите ги удирав, сите ришом ги правев. Ме разбирате? Во мојот ум. И често пати, ова не се случува многу често, добро, поредко, еднаш годишно, два-три пати годишно, кај се најдам во себе, се ќе ми изнервира некој и сум застанал една кунфун му удирам. И потоа, фала му на Господ што е Светиот Дух во мене. И крече, Николче, кај си? Понекош и маја ме приметува. Затоа што си одам и најнаш ки направам. Што беше тоа, Николче? Ма му удри в клоцана. И што правам во тој случај? Му викам, што вика Словото? Гневот, да не зајде сонцето во вашиот гнев, така? Му го предавам на Исус. Ме изнервирал човекот, ми рекол нешто, или јас самиот сум направил некоја илузија, и тогаш му ги предавам моите мисли на послушност за Христос. И ние можеме да го правиме. Ние сме такви создани од Господ, што сме свесни за што размислуваме. Свесни сме за нашите когнитивни, ги нарекуваат, мисли, способности. И така често пати се сепнувам и ќе сватам веќе отидов ептен во сенка. Отидов во дол, во шахта влегов. Не го гледам сонцето, затоа што се околу мене најнаш станува и тогаш се враќам повторно под сонцето и се приклучувам на фреквенцијата на Светиот Дух. И најнаш Господ доаѓа, неговиот мир, затоа што тој е тука секој за мене. Само јас треба да сум свесен ностоп за тоа. Знаете што е контузија се нарекува? Потрес на мозокот, така се нарекува, контузија. Concussion на англиски. Си размислува за тоа, значи човек што има потрес на мозокот, понекогаш ќе се случи да изгуби меморија, тоест навлегува во еден круг. Јас имав еден пријател кој што доживеа потрес на мозокот и потоа заклучивме дека има потрес на мозокот со тоа што ми поставуваше исти 4-5 прашања.
ќе ме праша исто 4-5 пати, ќе си почути малци, после пак почна да ме прашува истото, и пак, и гледам дека веќе ова е, како кажам, луп, како? Циклус, да, се повторува. И потоа знам докторката Ирена ја прашавме што е работата, рече има потрес на мозокот, што ќе се случи, па ќе поврати и ќе му биде добро и потоа ќе се врати нормалата. И се размислував за ова. Често пати можеби во нашиот живот се случил некој стрес, некој силен потрес, некој не навредил, некој не оштетил. И ние навлегуваме во тој циклус на повторување, потрес на мозокот, контузија, разбирате? И ти стануваш во истите мисли, во истиот циклус, може би да е огорченост, може би да е само сожалување, може да е само праведност, разбирате? Страв, нервози. И клучот е да ги повратиш тие работи, да ги исплукаш, да ги предадеш на Господ, за да се вратиш на нормалата. Прости и заборави. Се сте го гледале мистер Монк, детективот. Тој имаше таков циклус. Не се сеќам точно како беше, меѓутоа на стресна ситуација му се случи некој стрес и неговиот психијатар рече: гледај го сега, прво ќе се само сожалува. И Монк се сожалува. Јас кутријат. И после по една минута вика, сега ќе почне се лути и најнаш почнува да биде лот, нервозен. После тоа вика, сега ќе стане хиперактивен, ќе прави нешто. И потоа се повторуваат тие работи. И така ние, како христијани, можеме лесно да западнеме во тој циклус на предвидени работи. Трни се од тоа. Поврати ги тие работи. Бог е над секој стрес во твојот живот. На секоја загуба. Гледај напред. Тоа е темата денеска. Кога бев млад, слушавме радиопреноси. Вие сте слушале некојаш радиопреноси? Спортски настани? Да признавам, јас и татко ми бевме за Партизан. Ичне го слушавме Вардар. Ичне ни беше гале за Вардар. Дали губи, дали е прв, дали е последен. При крајот тогаш кога станавме најнаш националисти, македонци, тоаш почнавме за Вардар. А прето ни беше најважно да слушаме ќе завртиме на Радио Белград и ги слушаме преносите што прави Партизан, што прави Звезда. И знаете, на радио има FM, фреквентна модулација, ако знаете тоа. Јас студирав телекомуникации, и AM амплитудна модулација. И FM се пократки бранови, можеш Скопје да слушаш низ Македонија, AM можеш да слушаш и Белград, Љубљана. Арно, ама се случуваше понекогаш, слушаш и најнаш полека ќе се изгуби тонот. И шо бе, гол дали падна? И така чекаш една минута, две, или почнуваш подесуваш, таму правиш да се врати повторно. И така Свети Дух ми рече, така и со мене. Понекогаш си на мојата фреквенција, и полека ќе се изгуби и навлегуваш во работи. Меѓутоа што правиш? Повторно нагодуваш. Може би си изместило малце. Одам на друга фреквенција за да најдам. Ме разбирате? Тоа е чекорење со Господ. Поднесување, прилагодување. Така да клучот за нашата обнова на умот е постојано и константно исполнување со Божите мисли. Не се предавајте. Верувајте му на Господ. И ако гледате дека најнаш некои негативни мисли, бори се и влези во Божиот одмор, влези во Божиот тек на мисли. Чекорењето со Господ е исто така сплет од намерно сеќавање и намерно заборавање. Што мислам по тоа? Во 2 Петар 1:9 Петар зборува за некои што живееле неуредно и знаете што им вика? Таквиот човек заборавил дека бил исчистен од претходните гревови во неговиот живот. Ме разбирате? И така да клучот е намерно на се сеќавање. Значи намерно јас одлучувам да се сеќавам, да помнам дека бев изменен, дека бев исчистен. Преку воскресението на Исус Христос јас бев оправдан. Ме разбирате? Осветен. И тоа не значи да одиш наназад, како што некои викаат, ајде да се вратиме назад. И тоа е добро. Меѓутоа не значи да се вратиш назад, пак каење, пак примање на Исус, пак крштевање или не знам што.
тие работи ги оставаме назад, така? Сега само треба да се свесни, да се сетиме, чекај, што Господ направи? Ме оправда, веќе ме прогласи за праведник преку неговата вера. Ме исчисти, ме изми, веќе ми даде ново срце. И јас само треба тоа да не го заборавам. И ако не го заборавам, тогаш ќе имам сила да чекорам во праведност. Амин. Намерно сеќавање, помнење на Божите ветувања. Оно што Александар Дуковски секојаш ни го зборуваше, да се исполнуваме со Божјото Слово. Да се сеќаваме на претходните пророштва што ни биле дадени. Да се сеќаваме на библиски стихови. Знаете, Библијата кажува make every effort. Како би го превеле тоа македонски? Направи секаков напор. Намерно ќе се сеќавам. Затоа Петар бил многу досаден. И во 2 Петар 2:11 вика: и ќе ве посетувам постојано, да не заборавите. Ќе ве посетувам нови работи. А кои беа тие работи што претходно ги зборувал? Им зборувал дека сега станале учесници на божествената природа. Преку многобројните ветувања кои се дадени во Исус Христос. И така да станат наследници на тие ветувања, наследници на Божјата. И потоа кажува: и така на вашата вера, make every effort, придодадете, значи направите напор, на вашата вера придодадете што беше? Добродетел, добрина. Потоа на вашата добрина придодадете кроткост, верност, што беше? Придодадете братска љубов, љубов, истрајност. Затоа што христијанскиот живот е пат на прогрес, не е пат на стагнација. Амин. Така да може би Петар бил досаден, меѓутоа решил да ги подсетува постојано, да не заборават. Во Евреи 4:11 зборува исто така make every effort, направите напор да влезете во Божиот одмор. Знаете дека понекој што е најтешка работа, барем за мене, како две врати да ми се нудат, и првата врата е врата на нервоза, на грижа, на хаос, на паника. И многу лесно ме тера нешто да влезам низ таа врата. А потешко ми е често пати и треба да направам напор во таква ситуација да влезам низ другата врата, која што е одмор во Господ. Нема никош да заборавам кога сестра ми даде една изјава за нашата фамилија, рече: Николче, ништо добро нема да се случува нас, освен ако самите не направиме нешто. Мора ние самите да се погрижиме, ние самите да се потрудиме. И јас си кажав, тоа е најлесна работа. Со сила да се обидуваш. Потешка работа е да влезеш во Божиот одмор и да се одмориш и да му кажеш: Господе, ти ја предавам ситуација тебе. Јас се обидов со моја сила, видов дека не бива ништо, само се изфрустрирав уште повеќе, здравјето се го изгубив, нервите ми попуштија, меѓутоа сега решавам да влезам во твојот одмор. Конечно доаѓаме тој стих Филипјани. Кој Филипјани беше тоа? Погрешно напишал 3:13, ама знам дека не е. 4 глава, 2 стих, така? 13? Добро. Се, зборувавме за намерно сеќавање, тука пак зборува сега за намерно заборавање. Значи, христијанскиот живот е сплет од работи што решаваш намерно да се сеќаваш на нив и работи што решаваш намерно да ги заборавиш. Го најде... Како беше насловот на... 3:13? Да. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав тоа, но сепак правам едно. Интересна работа е. Но сепак едно правам. Многу работи не правам, ама едно правам. Ова знам дека секој ќе го правам. Го заборавам она што е зад мене и се стремам кон она што е пред мене. Знаете дека тоа што е зад тебе не мора да биде неуспех, може да биде и успех. Може да биде успех или неуспех, може да биде слава или срам. Може да биде нешто позитивно, може да биде негативно. Меѓутоа,
работата заборавам она што е за мене и гледам напред, гледам кон наградата, ама то не е некоја земна награда, не е награда од некој земен господар, туку е награда од горното прозвание, од горе. То ти е награда на кое што на небесната банковна сметка добиваш пари, ми разбирате. А тука на земјата не. Има многу луѓе кои што работат на земјава, се трудат за награда на некој господар, дека може би ќе ги промовира, може би ќе им помогне, може би ќе ги спаси, ми разбирате. Меѓутоа христијанскиот живот е живење со фокус кон Божјото призвание, кон наградата од небото. Амин. И така Павле вика, трчам кон таа награда. Верувам дека доаѓа време за нас, за чекорење во... Значи сите сме праведни, така? Оправдани сме, праведници. Меѓутоа време е за манифестација на таа праведност. Ме разбирате? Барем мене така Светиот Дух ми кажа, барем мене Светиот Дух ме учи така. Дали се сеќавате минатиот пат кога ви кажував за моите возачки искуства, перипети, проблеми, кога кажав дека еден пред мене кога одев на кај служба, Андре ми каснеше, уште тогаш ме изнервира, и потоа еден ми лазеше, не знам дали зборуваше на мобилен телефон, и јас ни 5-6 ќе го претицувам. Тој е на битолски, ќе го претекнувам. И тој реши да застили и не ме пушта. И потоа од друга страна ми доаѓа кола. Едва и спасив жива глава. Потоа тој ме одржа на следниот семафор, ме одржа лекција и нешто ми зборуваше. И јас се викам, крив сум, пеки. Ама тоа не беше доволна лекција за мене. Пак на идење на кај служба, нешто беше зафатен патот, тој се смее затоа што му се случи. Решив да поминам преку полна линија и право одам на кај полицајот. И му викам, направив прекршок. Епа ништо, 250 евра. И се направив нешто што не е типично. Барав милост. Милост! Кредити, ова, она. И се смилува човекот, ми прости и рече, ајде бегај. Си викам, значи ова делува понекош кој се понизиш. И потоа следниот пат, значи ова е секош кога одиме во некој настани на црковни настани, одиме на кај Струга за женската конференција и во гостира треба да идиш во градот и ние решаваме да не ги следиме знаците, туку да следиме GPS и залутавме некаде. И потоа појдовме по некој пат, ни рекоа ни од гостивар, одете по тој пат. А тој пат имаше препреки, значи не сме да соди, ама отидовме. И потоа право кај полицајот, тој дојди. 25 негативни поени. Добро. И таму јас си чекав, Маја тогаш возеше, седеше таму го чекаше. И ми текна, јас станав, отидов кај полицајецот, и знаејќи дека ќе си имам проблеми со Маја, затоа што јас си реков да скршни десно, а требаше право. Му реков, ако може, еве ти е возачката, мене да ми пишеш 25 поени, не изе, јас сум крив, јас ја натерав. И тој вика, нема да ви пишам ништо. Само овој скопјанецот ме нервира многу. Него ќе го казнам, затоа што се прави многу важен. Имаше преднаседен, кој што исто прекршок го направил. Вика, а тој се јавувал таму на некои авторитети, пријатели, за да не го казнат, него го казна, а нас не пушти. Пак Господ покажа милост. И тоа е добро. Затоа што си признавме дека сме сгрешили, не се буневме, побаревме милост и ни беше дадена. Меѓутоа, размислував зошто се случуваат овие работи. И како Господ ми кажа, доаѓаме во време сега кога ќе треба минимум компромиси, ми разбирате? И да чекориме вистински во светлина. Затоа што понекогаш некои работи ни стануваат, како да кажам, наједноставна работа, навика, а компромис. И Господ е милостив и ни простува, меѓутоа сака да бидеме вистинска светлина во нас. Така да се надевам дека повеќе нема да ви дам сведоштва за моите компромиси во возачката кариера. Така да време е за чекорење во праведност со минимум компромиси.
Време е за црквата одење напред, а не назад. Јас верувам дека за нас како црква предстојат сосема потполно нови работи. Верувам во ново обновено христијанство. Знаете, не верувам дека ќе дојдат времења како во првиот век, дека ќе не убиваат, дека ќе не даваат на лавови, како римјаните, дека ќе дојде такво време. Јас не верувам. Верувам дека ќе дојде време кога ќе бидеме глава, а не опашка. Не разбирате? Верувам дека ќе бидеме победници, верувам дека ќе бидеме авторитет во овој свет. И верувам дека и самите ние како христијани, како да кажем, ќе станеме суперхерои. Знаете дека низ светот полно има филмови за суперхерои? Дали знаете дека низ светот се повеќе има заинтересирано за духовните работи? И одат уште повеќе по бајачи, по богатачи, по окултисти, по New Age. И така ние верувам дека како црква ќе растеме во надприродното. Затоа што тоа нам не припаѓа. Божјата сила се пројави. Во Евреи 6:1 вика да ги оставиме назад основните учења на христијанската теологија. И потоа ги направува верата, крштевањето, покаянието. Тоа ќе го правиме кога даде Господ. Меѓутоа вика, ајде да се средиме кон зрелост. Во 1 Јован, 2 глава, 1 Јован 3:2, Јован вака вика, сега не знаеме што ќе бидеме, но знаеме дека ќе бидеме како Исус, бидејќи ќе го гледаме лице во лице. И стварно јас верувам во дека Божјата црква ќе ја покаже својата слава. Дали верувате во тоа? Верувам дека ќе зрачиме, можеби. Не знам. Можеби ќе светиме. Ќе им бидеме чудни на луѓето. Како Мојсей што им светеше на луѓето и ја покриваше славата. Не разбирате? Можеби ќе речете гледам многу филмови, фантазии, не знам што. Ама јас не верувам дека ќе дојде повторно првиот век. Туку доаѓаат нови работи. И треба да му веруваме Господ. Ќе гледаме исцеление, ќе гледаме чуда. Ќе гледаме прекрасни работи. Ќе гледаме како Божјото царство почнува да се манифестира се повеќе и повеќе. И како многу институции во кои што ние сме верувале и си мислеле дека овие се постабилни работи, а црквата за никаде, губитници сме, лузери сме, па ќе се сменат работите. Не разбирате? И така да видните институции од овој свет, и компании, и политичари, и јаки држави, земји, ќе ги завладее хаос, а црквата ќе биде јака. Јас во тоа верувам. И тогаш луѓето ќе наоѓаат уточиште во црквата. Така вие сте на добар пат. Дали знаете дека христијанскиот пат е пат кон слава, пат кон вечност, пат кон бесмртност. Прв човек за кој се зборува во Библијата и за кој се кажува дека чекорил со Господ, дали знаете кој е? Енох. Вика, и Енох си чекореше со Господ, му годи на Господ и го снема и го немаше наеднаш, беше префрлен, транспортиран во некои нови димензии на небото. Не виде смрт, не виде распаѓање на своето тело. Всушност, Енох е уште жив и може да се појави тебе. Само има некој прославено тело, не разбирате? Може би се наоѓа меѓу димензии, меѓу небото и земјата. Ама тој чекореше со Господ. И не одеше ни лево, ни десно, туку постојано беше свесен за Божјото присуство. Еден друг христијанин кој што зборува многу за негување на тоа Божјото присуство и чекорење со Господ, има кажано Светиот Дух, како што му се појави на Исус? Како гулаб. Вика, замислете се дека гулаб имаш на раме. Дали ќе одиш вака? Ќе го исплашиш, ќе побегне. Меѓутоа, и одиш и носно си свесен дека гулабчето е тука, може би те гали тука, те клюка. Јас се плашам, јас имав еден папагал и... Ама гулаб е друго. И така го негуваш Божјото присуство. Така да сверувам дека црквата доправа ќе се покаже вистинско светло. И сакам вие да верувате.
Охрабрен сум што толку луѓе многу има тука. Охрабрен сум што ве гледам и што не спиете, некој од вас. Библијата кажува, она што око не видело, она што уво не чуло, она што во срце не влегло, во ум не влегло, тоа Бог им го приготвил на оние кои што го љубат. Ние не очекуваме љубовта да олади. Не очекуваме појава на Антихристос. Не очекуваме беззаконието да владее. Не очекуваме слаба црква, ние очекуваме силна црква. Очекуваме победоносна црква. Фала му на Господ што таква доктрина теологија се проведеше во нашата црква. И ја силно верувам во тоа. Дали веруваме сите? Окажував тој пример за штафета. 4 пати по 100 метри, 4 пати по 400 метри. На кој начин ја уредувате штафетата? Прво, многу јак тркач, ќе си заврши својата смена, би рекол. Потоа двајца, тројца кои се може би послаби, ама најјакиот, најбрзиот е Хусейн Бол, тој е четвртиот. Ја преземал штафетата и победуваат. И така да мислам дека црквата почна многу јако, со апостолите, со чуда, со знаци, и потоа дојде некој по-неславни времења, втор, трет тркач, потоа дојде реформацијата, Мартин Лутер, малку живна црквата, и тоа сега, во овој 21 век, мислам дека Господ го оставил, го сочувал да е доброто за крај. И дека Господ ја покаже својата слава. Имало на времето една голема прослава евреите, имале, биле собрани сите. Мислам дека тоа било обнова на храмот. И потоа имало многу стари во таа гужва кои што плачеле. Зошто плачете? Затоа што тие го виделе поранешниот храм, колку бил славен, ама тој бил разрунат. И копнееле за поранешниот храм. Овој новиот не бил толку јак како овој постариот. И викале, ама порано колку беше подобро. Меѓутоа дојде уште поголема слава за црквата, ме разбирате? Може би порано беше подобро во Југославија. Јас знам, постарите вие знаете подобро. Ама доаѓа подобро време за Македонија и за целиот свет. Ме разбирате? И ние имаме голем удел во тоа. И последно нешто. Во училиште кај нас не тераат постојано да правиме некои цели, да си задаваме цели со нашите ученици. И тие цели се како individual goals, како лични цели, и потоа цели на целиот клас. Разбирате што сакам да кажам? Има многумина од нас кои што имаат многу јаки, ама лични цели, индивидуални. И добро на одат. Фураат човече, напредуваат. И се е тоа добро. Меѓутоа, ако сакаме црквата да ја достигне таа слава што кажувам дека ќе ја достигне, понекогаш може би тие лични цели што ги имаме за напредок и прогрес, да ги ставиме над, за да се исполнат тие групни цели. Ме разбирате? Затоа што Бог сака црквата да напредува, не само индивидуалци. Халелуја. Зборуваме за христијанскиот живот. Што е христијанскиот живот? Пат, патешествие, чекорење со Исус. И јас тука можам да ви кажам дека му верувам на Господ, дека решавам да заборавам што е позади мене, успех или неуспех. Решавам да не се грижам, решавам да не се огорчувам, затоа што јас и Маја доживеавме еден многу силен стрес неодамна. Може би знаете, може би не знаете. И беше многу лесно да западнеш во криза. И се најде в себе си, зборував да не се грижиме и најнаш дојде нешто, големо искушение и да паднеш во голема грижа. Но сепак, јас ви кажувам тука дека одлучувам да гледам напред, да му верувам на Господ. Намерно решавам да се подсетувам дека во тешка ситуација Господ ни помогна, црквата ни помогна, луѓето ни помогна, ни дадоа љубов. И поради тоа решавам да му верувам на Господ.
Така да Господ ќе ги исполни тие лични цели што ги имаш, меѓутоа и сака да бидеш дел од нешто големо, што прави помеѓу нас. Така да црквата ќе биде глава, а не опашка. И ве охрабрувам, вие кои што можеби сте изгубиле малку довербата во црквата, поради луѓе, поради настани, поради грижи, поради не знам што, имајте доверба во Божиот народ. Амин. Ајде станеме да го славиме Господ. Едноставно сакам да го славиме Господ, да му благодариме и сакам сега вие да донесете одлука што сакате намерно да заборавите и што сакате намерно да се сеќавате. Со што се согласувате, што да не се согласувате, ме разбирате? И да ја активирате вашата вера и да му пркосите, да му се и наетите на работите до овој свет. Затоа што верата често пати е одење во спротивна насока од насоката на текот на овој свет. Амин. Хвала ти, Господи. Едноставно те славиме, Господи. Го воздигаме Твоето свето име, Боже мој. И сакаме да кажеме дека ти веруваме, Господи. Секое Твое ветување е да и амин во Исус Христос. Хвала ти, Господи, Боже мој. Хвала ти што имаш прекрасен план за оваа црква, Господи. Да расте, Господи, и квалитетно, и квантитетно, и тоа ќе го сториш, Господи, Боже мој. Хвала ти што ќе уредиш работите, Господи, Боже мој. Хвала ти, Господи, што ќе имаме напредок, прогрес во нашите лични животи, Господи, Боже мој. Решаваме, Господи, намерно да забораваме некои работи кои што не кочат, кои што не безхрабруваат, Господи. И да гледаме напред, да гледаме кон Твојот повик, кон Твоето призвание, кон небесната награда. И се сеќаваме, Господи, со благодарност на Твојата верност, на Твојата љубов. Ти ги исполнуваш своите ветувања, Господи. Јас се молам за пробив во нашите животи, Господи, пробив во финансии, Господи Боже мој, пробив на нашите работни места, Господи, во платите, Господи Боже мој, пробив, Господи, на нашите животи, Татко Небесен, размножување во името на Исус Христос, фала ти, Господи, и Господи, како што ќе има пробив во нашите индивидуални работи, лични работи, Господи, така ќе гледаме пробив и во црквата, Господи. Како група, како еклезија, Господи, дека ќе биде вистинска еклезија која што управува со аферите од овој свет, Господи Боже мој. Ти благодариме за тоа во името на Исус. Амин.